Со вкупно акумулирани 47 милиони кубни метри вода и со подпросечен доток, акумулацијата калиманци на 3,5 месеци пред ставањето во функција на хидросистемот не гарантира дека предстојната наводнителна сезона ќе одговори на потребите на земјоделците. Поточно, ако значително не се подобри хидролошката ситуација во сливното подрачје на вештачките езера, не може да се очекува проширување на површините под ориз и други култури кои се поголеми потрошувачи на вода, а можат да се случат и нови рестрикции. Токму затоа од водостопарска Брагалница будно ги следат состојбите со дотокот на вода во акумулациите и секојдневно го мерат нивото на акумулираните количества на вода. И земјоделците се во исчекување каква хидролошка состојба ќе донесе втората половина од зимата и особено пролета, бидејќи сидбената структура им зависи директно од плановите за наводнување. Особено поради фактот дека изминатата производствена реколта потфрлија кај сите култури, па сега очекуваат побогат род за да санираат барем дел од изгубеното. Например, кај оризот лани се остварени приноси од 400 до 450 кг од декар, што е под просекот. А при услови на намалени откупни цени, кои кај арпата се држат од 16 до 18 денари за килограм, а кај белиот ориз околу 40 денари за килограм, производството на белото злато практично станува нерентабилно и им носи загуба на земјоделците. Инаку лани под ориз беа посејани 2950 хектари, а годинава се очекува површини да бидат поголеми.